Прво, самата иницијатива е извонреден чекор. Иницијативата е на јорданскиот крал Абдула II, а овој пат беше во коорганизација и на председателот Румен Радев. Пораките се и слични и различни во зависност од амбиентот, во зависност од регионот. Меѓутоа, јасно е дека светот влезе во многу турбулентна фаза, дека слободата тешко може да се оствари во услови на опасност по безбедноста. Речи се, никаде не сме безбедни. Во случајов Акаба процесот беше концентриран на безбедноста во регионов и споделените мислења или ставови беа дека да, уште во времето на распаѓањето на Југославија се појавија радикални, екстремни поединци, групи, дури и цели движења. Денеска тоа постои и во европски рамки, постои и на истокот. Причините се повеќе. Причините меѓу останатото се во коренот, во фактот што се појавија така наречени пропаднати држави и ќе се појавуваат пропаднати држави. Држави во кои луѓето не можат да обезбедат пристоен живот и сиот живот го собираат во една торбичка или во нешто, во една кеса, ако можам да кажам, и тргнуваат во непознатото. Тргаат преку Балканот и кон Европа, значи не можат да обезбедат нормален живот. Допрва ќе се појавуваат проблемите со водата, со храната, ќе се продлабочуваат. Но се разбира дека кога се соочувате со разочарани луѓе во депресија, тогаш многу лесно може, особено кај младите, да допрат до нив, па и да фатат корен радикални, екстремистички идеи, многу е лесно својата несреќа или несреќата на својот народ или несреќата на регионот или несреќата на континентот да префрлите на некој друг. Потребна е заедничка акција, треба секој да се справува во својата средина со радикализмот, со екстремизмот, бидејќи тој ќе се продлабочува. Проблемот е во тоа што понекогаш или веќе секогаш механизмите кои што ги употребуваат екстремистите, радикалите, терористите се понекогаш пософистицирани и оние кои што ги имаат државите и организациите. Најчесто се користат и социјалните мрежи. И тоа сега тоа е врзано и за парите, и за организираниот криминал, и затоа мислам дека е ова активност која е добро што е иницирана од Јордан. Јорданскиот крал Абдула II е почитувана личност, не само во регионот во кој што живее, туку и во целиот свет, и се разбира потекот на целата година или многу често 10 години се означуваат, се обележуваат, значи се организираат низа работилници, се разменуваат информации, политики и така натаму. Така овој пат, она што беше ново беше што и агенциите за разузнавање беа присутни. Да, и јас ги опишав состојбите во нашиот регион, тие се и слични и различни. Кога велам различни, мислам на фактот што ние имаме многу повратници на Балканот од боиштата, некои од нив се задоени со ИСИЛ идеологијата. Тоа е нешто со што треба внимателно да се постапува, ама кога е организирано, еве како овде, тогаш комфор имате еден духовен дека еве, заедно сме, ќе продолжиме и натаму, тука нема никаква поделба етничка, верска,
што истакнав јас, може би еве нешто посебно да истакнам, дека подеднакво треба да ја осудуваме, бидејќи ваквите процеси на радикализација, на екстремизам, на тероризам понекогаш доведуваат до етикетирање кое е многу опасно. Значи, подеднакво е опасна и исламофобијата, подеднакво е опасен исто така е и антисемитизмот. Треба да се бориме со сите. Опасна е селективната правда, бидејќи секој живот подеднакво вреди и треба за секој живот да се залагаме и да го заштитуваме. Она што јас го посочив е дека ние и правно реагиравме, бидејќи се санкционира учеството во странски војски, паравоени формации и слично. Понатаму се создадоа органи кои што се занимаваат со ова, се разменуваат информации, но што е најважното? Тоа беше мојата завршна реч. Дека понекогаш погрешно го употребуваме зборот фундаментализам и го врзуваме само за исламот. Всушност дека отсуството на почитувањето на фундаменталните вредности присутни во секоја религија доведуваат до вакви појави и до вакви процеси, и дека треба да ги мериме зборовите, треба да ги соединиме активностите и дека ако ги учиме младите уште од основно училиште, дека во сите религии основни се тие вредности за мир, за почит, за помош, се виде тоа еве и во случајот на нашата трагедија, односно катастрофа, тогаш ќе може светот да живее мирно и дека е многу важно различните групи да соработуваат, да живеат заедно. Паралелните светови создаваат, ги продлабочуваат разликите и предрасудите ги потенцираат. Кога живееме заедно, гледаме дека многу слично. Имахте ли двустранна среща с Радев? Да. Што беше во фокусот на разговорот? Да, да, имав. Тоа беше договорено и со господинот Радев, како во случајов како коорганизатор на конференцијата, исто така и со јорданскиот крал Абдулав II. Да, имав. Зашто разговаравме најпрво за она што јас како човек, не како председател го чувствувам. Сакав уште еднаш да му одадам признание, бидејќи господинот Радев е првиот председател кој ми се јави утрото по трагедијата, нудејќи помош од секаков вид. Не беше тоа празно ветување политичко, напротив. А знаете како јас што реков на крајот, дека односот на бугарскиот народ, на бугарските граѓани и на првите сите во регионот, по него српскиот председател, по него албанскиот председател и сите други, замислете колку убаво е во ваков ужасен свет да бидете соочени со наплив од солидарност и од хуманизам и сите да ви нудат помош, тогаш и проблемите што ги имате меѓу себе ги гледате низ таа призма. Дека ние не се представуваме себе, туку граѓаните. Значи, ако бугарските граѓани и во Софија, и во Пловдив, и во Варна со редови чекале за да дадат крв и да помогнат, јас се разбира имав должност прво да ги посетам. Да посетам болницата, немам зборови. И за министерот за здравство кој ме дочека, и за директорот на болницата, и за професорката која што беше, па и сретнав и македонски лекари кои тука завршиле факултет, бидејќи Бугарија има одличен медицински факултет и останале овде да работат. Имав прилика да ги видам родителите. Ми овозможија, значи, во болницата средба со најблиските на
пациентите. Добрата вест е дека има голем напредок. Мислам дека уште поголем ќе биде деновиве, значи тоа беше главната тема. Благодарноста и свеста дека сме слични и различни и дека за жал или за среќа понекогаш трагедијата го раѓа најдоброто кај сите нас, не политичкото, туку човечкото, и ниту еден политичар нема да може тоа да го заборави, бидејќи граѓаните го запомнија од обете страни. Тоа е, зборувавме, се разбира, за Акаба процесот и се разбира само попатно за нашиот проблем кој што постои политички. Не е ова ни време, ни место. Меѓутоа што заклучивме дека многу треба повеќе да се среќаваме и министрите и председателите, но најважно е, еве, и вие новинарите, и луѓето од културата, студентите, за да видиме дека бугарскиот напредок или прогрес е и наш, дека регионалниот напредок е и наш. Се разбира, ние ги представуваме мојот легитимитет граѓаните, мојот легитимитет извира од граѓаните, и јас како професорка по уставно право не можам да заборавам на теоријата на мандатот дека имам право да го правам она за што сум добила мандат на изборите од граѓаните. Но се разбира дека тука се можни компромиси и јас очекувам да исчекориме.